Додека Советскиот сојуз се распаѓаше во раните 90-ти, Грузија прогласи независност. Имаше тензии со етнички малцински групи во регионите на Абхазија и Јужна Осетија кои се граничат со Русија. Многу грузици велат дека Москва ги искористила тие тензии за да поттикне конфликт. Тамар Черголешвили, основачот на кампањата пред Буча, беше Абхазија, ја обвинува Русија за војната. Во Грузија избувнаа војни кои беа означени како етнички конфликти и граѓанска војна. Но всушност Русија беше таа што ги организираше сите превирања, војни и крвопролевања, со цел да ја распрчи Грузија и да не дозволи државата да стане на вистина независна, вистински суверена и да стане членка на западниот демократски свет. Русија ја оспорува таа историја и инсистира дека испраќа војници во тие региони како мировници. Во конфликтот меѓу сепаратистите и грузиците од 1989 до 1994 се проценува дека загинале меѓу 10 и 30.000 луѓе. Точните бројки не се познати, а над 200.000 беа принудени да ги напуштат своите домови. Преживеаните од конфликтот велат дека повеќекратни злосторства били извршени од локални вооружени сепаратисти, други малцински групи и нивните руски сојузници. Талико Зарандија се сеќава на убиството на синот на незиниот сосед. Милитантите пристигнаа и не нападнаа. Му придоа на момчето и го прашаа колку години има. Тој одговори дека има 15 години. Тогаш заслужуваш 15 куршуми, одговорија тие. Потоа го погодија 15 пати во главата. Русија негира дека извршила злосторства, но ОПСЕ го опишува она што се случи во Абхазија како етничко чистење. Застрашувачките сведоштва на преживеаните подсетуваат на извештаите за судбината на украинците по целосната инвазија на Русија во февруари 2022. Во украинските градови Буча и Ирпин преживеаните опишуваат слични убиства, силувања, мачења. Исто така негирани од Русија и покрај распространетите докази и масовни гробници. Черголешвили вели дека украинските новинари ја контактирале за информации за тоа што се случило во Грузија. Сите знаевме дека нешто ужасно се случи во Абхазија, но беше толку матно. Никој повеќе не сакаше да зборува за тоа. Но украинците ме натераа да поминам низ материјалот пред да им го дадам и се чувствував толку срамно. Оваа кампања која е на турнеја низ САД и Европа вклучува документарни проекции и презентации со детали за ужасите што се случија во Грузија. Да го потсетиме светот и нас самите за заборавените жртви од Грузија, кои ја претрпеа истата агресија што Русија ја користи сега против Украина. Да го предупреди Западот дека ако не ја спречат Русија во Украина сега, ќе мора да потрошат 100 пати повеќе за уште 30 години. Русија повторно ја нападна Грузија во 2008. Таа се уште окупира 20% од грузиската територија, вклучувајќи ги Абхазија и Јужна Осетија. Многу грузици велат дека нивната судбина требало да даде доволно предупредување за опасностите што ги носи Русија долго време пред незината инвазија на Украина.